Малешнет вести. Државата му должи над 230.000 денари на 68 годишниот Кирил Гриовски од Беровско Будинарци на име земјоделска пензија. За него ова се парите кои државата му ги скратила за период од 3 години, односно од 2009 која ги исполнил условите за земјоделска пензија до 2012 кога повторно државата го врати старото законско решение и им овозможи на земјоделците кои плаќале придонеси преку даноците повторно да се стекнат со правото на пензија. Проблемот е сега што не ми се признавија правото, значи од 7.8.2009. И од тога, значи, ме тераат 2 пати да тужам и 2 пати, значи, ми се уважи тужбите, значи. Кирил не се откажува, тој ќе го продолжи патот по судовите за да ја докаже својата правда. Јас сум упорен, доста и не се откажам, дури имам желба да мога, значи, да се сретна со најголемиот орган, значи со најголемите органи у тоа, да го видат и тоа е интересно тука, значи таа документација да се разгледа. Од подрачната единица на фондот за ПИОМ во Берово се децидни. Измените на законот донесени 2012 година не важат ретроактивно. Не ги поседува правата за да оствари старосна пензија, од причина што во времето кога тој ја остварува тоа право кое го бара, не постои законска регулатива со која ние, како основ, би пристапиле и би донеле позитивно решение за него. Инаку вакум периодот од 2007 до 2012 година создаден со решението на одредбите на Законот за земјоделска пензија од 50 до 70 земјоделци од источниот регион, од кои десетина од Малешевијата и покрај уплатите на придонесите преку даноците не можеа да остварат право на пензија, но со измените на законот во 2012 оваа неправда беше исправена. Гриовски е единствениот кој води правна борба за да ги добие пензиите ретроактивно.